Да се откаже човек од својот народен јазик значи да се откаже од самиот себе. Мислата на Крсте Петков Мисирков и денес силно одзвонува и не треба да се заборави. Пораките и чествувањето на денот на македонскиот јазик доаѓаат во период кога тој се соочува со силни негации од политичарите и академската заедница во Бугарија. Затоа прашање кое треба да се постави, особено на 5 мај, е колку државата го чува и негува и што прави да го заштити. Македонскиот јазик си го има своето место во светската карта на јазици и од секогаш постоеле, да речам, нели политички и какви да други причини кои што може да ја разбрануваат јавноста. Меѓутоа, како наука, сметам дека македонистиката постоела и ќе постои. Ние треба во сопствената држава да го афирмираме овој јазик, да биде прифатен од сите народи што живеат во оваа држава како јазик на обединување. Македонија доживеа тежок пораз кога по прифаќањето на францускиот предлог дозволи да се потпишат унилатерални изјави каде Бугарија си запиша дека македонскиот јазик не постои. Но за министерката за култура не било важно кој какви изјави ќе дава за нашиот јазик. Тој постоел се додека го говориме и негуваме. Македонскиот јазик е заштитен, македонскиот јазик е јазик на оваа држава, на овие граѓани, на Република Северна Македонија и секоја друга држава која што милува да даде било какви изјави, може слободно да дава. Сепак, унилатералните изјави, според најголем дел од македонистите, представуваат непоправлива грешка, бидејќи со нив владата дозволи македонскиот јазик да биде оспоруван. Најпрво со преспанскиот, а потоа и со договорот за добрососедство. Надлежните ги подкопаат темелите и на јазикот и на идентитетот. Нашата политика воопшто не почитува и не се осврнува на експертските ставови. И не само во однос на историјата, ниту во однос на јазикот. Во собраниска процедура влегува нов закон кој предвидува вработување лектори во сите институции и медиуми. Од Институтот за македонски јазик се надеваат дека тоа ќе ја подобри состојбата, зашто во моментов има сериозен недостаток на кадарно и слаб интерес за изучување на македонскиот јазик, бидејќи засега со оваа диплома тешко се наоѓа работа по струка. Голем број македонисти што седат без работа или работат на несоодветни работни места ќе можат да влезат како лектори. На тој начин следната година очекувам дека интересот на матурантите сегашни ќе биде поголем. Со решение на Народната влада на Федерална Македонија на 5 мај 1945 година е усвоена азбуката на македонскиот јазик врз принципот еден глас, една буква, а на 7 јуни 1945 е усвоен и правописот на македонскиот јазик.